Ѓубре, ѓубре и само ѓубре. Секојдневната слика за повеќе локации во општина Штип е таа. Тоа ги наведе и штипјани да не повикаат за уште еднаш и на уште една локација ја видиме грдата слика од отпадоци на сите страни. Овој пат во населбата Света Недела, во близина на Мирјанина црква. Ова не е првото, а очигледно ни последното место во општина Штип каде што неконтролирано се фрла ѓубре. Надлежните и граѓаните вината си ја префрлуваат едни на други. Но кој е навистина виновен за ваквата состојба? Желбата да останат анонимни пред камера не ја изостави потребата да ни се обратат и ни ја прикажат својата состојба. Впрочем, овде нема поставено контејнери за ѓубре, па истото завршува покрај патот. Граѓаните велат дека и да сакаат да бидат дисциплинирани и да не создаваат депонии на места кои не се за таа намена, маката ги натерала па ѓубрето завршило овде. Надлежните ретко кога доаѓаат да видат што се случува или пак да преземат некакви активности. За одговор ги побаравме и од јавното предпријатие ИСАР. Во писмена изјава оттаму соопштија: доколку ѓубрето не завршува на соодветни места, нема да дојде до потребата да се зборува на темава за создавање на диви депонии. Но несовесноста на граѓаните и прекумерното фрлање на отпадоци доведува до ваква состојба, која самите си ја создаваат. Јавното предпријатие ИСАР минатата година спроведе акција за расчистување на теренот во тој дел на град Штип, но ете како што се забележале и самите, така наречената депонија повторно е создадена. И во текот на оваа година, еве во најбрз можен рок ќе организираме повторна акција и населбата ќе биде исчистена од ѓубре, стоеше во нивното соопштение. Од предпријатието со апел да се крене свеста кај граѓаните и отпадокот да се исфрла на места кои се наменети за таа цел. Така ќе се подобри изгледот на градот, а ќе се зачува и чиста животната средина.